Сиромајот што го најде Бога. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек стана еднаш да оид по земјава, да го барат по планиња и по пустиње, чунки така беше чул од светот, оти Господ живеел поеќе по тие места. Одил 3 дни и 3 ноќи во некоја пустелија, во едни страшни планиње и уште некој ден лебот беше го доел. Тога и дури му текна оти без леб, нема кај да оид. Поодел уште во пустите планиња и страшни и се надееше за да го најдит Господ. Арно, туку гладен бидејќу, нозе до одија, остана ни назад, ни напред. Леле, јас сиромав, свикал човек жалојто. Што ал ме најде овде во пустелијава, ќе си загинам и Бога не го најдов. Леле, јас сиромав што сам со себе на душа се зедов. Така плачејќом си, сам сиромајот. Го стемнило и, како што си седел, видел од спротија на една рудина кај излегувало чато доган, тога е брго запален. Си рекол сам со себе, може онде да имат некои овчари? Чекај да појдам, белчи ќе ми даат тоа леб за да заголтнам душа. Стана полека лека, пошол кај огнот и кога гледат, еден стар човек кај си се греал на огнот. Добро вечер, старче, му рекол. Што чиниш? Како си? Дал ти Господ добро, му одговорил старецо. Вала Богу. Ти како си? Море, кај туку скиташ, бре човече, вака по овие пустели, кај човек што не кукнуат? Што бараш? Што туку се мачиш? Бре дедо, првата мака имам, што 2 дни не сум каснал зала хлеб, да после се ќе ти кажа. Море де, бре душко, колку за леб, не бери гајле, јас ќе ми те наранам, туку сакам прво да ми кажеш што бараш по овие пустели. Дали си некој лош човек, дали си некој сиромав, дали што? Не сум лош, дедо, му рекол, туку и не сум арен, чунки сум многу сиромав. Имам домаќинка и неколку дробни дечиња, та не можам со леб барем да и преранам. Така плачел и му кажувал на Бога. Да кој гледат со друго да и гледам, да од тоа сум лош, дедо, дека сум сиромав. Да што ти кажувам, дедо, една вечер туку ми се стемни, ти ќе имаше некои ржани лебои, ти ќе си изедов и ватив по пустина со ние да го барам Бога, за да му сакам да ми дајде тоа късмет. Туку што рекле стари, сиромајот да имаше късмет, не ќе беше сиромав. Еве, тој ми е талот, златен дедо, што знает Господ, нека знаете и светот. Не се, ајде, имат Господ и за тебе, бе пиле, му рекол Господ. Ај сега да си вечераме, да после ќе ти испоприкажам за многу работи. Чукна Господ со патерицата и му дошле 2 анđела и му заповеда Господ да приготват вечера. Со прво анđелите донесоа 12 свешници. На секој свешник по една јасна звезда светеше наместо свеќа. Се ставила една совра што да молскотит од светлина. На соврата 12 турли и манџи се ставиле чудно сготвени. Повели чедо, да вечераме, му рече Господ. Јадит сиромајот и се чудит на тие убави манџи. Од кога се навечера, му рекол Господ, дали се најаде, бре, душко? Се најадов, дедо, сполајте на честа што ми стори, туку ќе те прашам со голема молба да ми кажеш, да не нешто, ти си Господ што го барам јас? Лели ме прашаш, право ти кажувам, јас сум Господ. Чинејќи млакрди, туку му се најде на Бога една скала враце висока до небеси. Ја гледат сиромајот скалата и се чудит. Како што стоеше скалата просто, туку ја заврте Господ со горниот крај удолу, а долниот угоре. Многу пати скалата ја заврте така Господ. Господи, ти се молам, ако не ми кажеш, оти ја вртиш вака скалава, му рекол сиромајот. Уште неколку вечери ќе ми бидиш гостин, да после ќе ти кажам на одење за се што ќе видиш, му рекол Господ. Втората вечер, 6 шандани со 6 звезди и 6 турли и манџи донесле анđелите. Треќата вечер, 3 шандани со 3 звезди и 3 турли и манџи.
Четвртата, ништо не донесо анđелите, ни шандани, ни манđи. Со се саде скалата Господ ја качувал со долниот крај на угоре и со долниот крај на удолу и си молчал да му ет милост на Бога, чунти и темно било без месечина. Сега, рисјанине, сакаш да ти кажам во овие вечери што виде, што ет, али не ќеш. Сакам, Господи, ми како не ќу, му рекол. Ти се молам, кажи ми за првата вечер, оти донесе 12 свештници и 12 турли манџи, втората 6 шандана и 6 турли манџа, третјата 3 шандани и 3 турли манџи, а четвртата ништо, и секоја вечер ја креваш скалата долниот крај на угоре, а горниот на удолу. Пеќи, синко, да ми ти кажам, му рекол Господ, што се тие 4 вечери се урнек за луѓето. Најбогатите луѓе се родиле на такваа вечер. Во втората вечер се родиле посредно што се богати. Во третата вечер се родиле тие што си живеат со пораат од сиромасите. Четвртата вечер се родиле најсиромасите, што се страдни за една корка леп, еве како што си ти. Скалата што ја вртев ет пак урнек за луѓето. Најдолниот басамак сет луѓето, како тебе најсиромаси, а друзите басамаци за богатите. Арно, ама, луѓето велат од ет веков скала и Господ правит скали. Да, вистина, така правам скали. Ете, тоа е душко што ти представив оваа вечер, му рече Господ на сиромајот. Ами чаре за мене, Господи, немат некој селјамет? Аман, ти се молам, Господи, барем клајме во третјата вечер. Бре, душко, Господ, кога ќе речит нешто, нема да одречит. Туку, лели олку си се мачил да ме бараш и лели ме најде, ај, не те пуштам да си оиш празен, ќе те дарувам нешто. Утре ќе си оиш и на пато ќе најдиш едно село. Ќе поминиш низ сред село и ќе те видат селаните, та ќе те повикаат да му бидиш гоедар, чунти гоедарот му е умрен на тоа село. Едно ќе те поканат и ти да приимаш. По некоја недела, јас ќе заповедам да му се скриет атот од една рамија во горниот крај од селската корија и сите ќе го бараат, ама никој не ќе може да го најдет. А рамијата голем мерак имат на атот, та ќе таксуат многу пари и ти ќе му го кажеш и ќе му иземиш парите. Ете, тие рамалтаните се тебе благословени, со нив ќе се подзаватиш. Утрото му дал Господ троа леп и го испратил на патот. Оде и отишол до тоа село. Како што му кажал Господ, така биде. За конјот, кога му го нашал на рамијата, му рекол оти над звезди да го нашол. Се прочуло, тоа оти знаел да гледа над звезди. Тој збор се чул дури до царот, а пак на царот беше му загинал муурот и пратил да го викнат за да му гледат над звезди. Кога чуле садријазмите оти ќе гледал над звезди човекот, беше се уплашиле за да не и кажи, чунки тие беа го украле. Собраа многу пари и пушти еден човек за да му и дајат на пато дејќум човекот кај царот. Заедно со парите му го даали и муурот за да му го дајат, ама да не и кажит на царот оти се тие. Аз ли ќе јам, како што бараше, така најде. Си изел парите и муурот и пошол кај царот, та му го нашол во неговата одеја. Ама тој беше го врнил и панат звезди гледал и му го нашол. Голем бакшиш му дал царот. Од кога се пораати со царот, влегол во бавче и седнал до шадрванот под лозницата. Седејќу, му паднал еден скакулец во скутот и го ватил враг. Му текнало за човекот што му го нашол прстенот да го вратат од патот. Застана пред него царот и рекол: "Дебре гледачу, погоди што имам враце." Се усука човек, како пусто да погодите. И му текнало. Скака скакулец доскака и му падна на царов рак. Ашкол сум врегоедаре оти погоди, вистина скакулецет. И му дал царот едно чудо ушто пари и го испратил. Ете, сиромајот дури не се помачи да го бара Бога, се сиромав беше. А од кога го најде, со се што беше бил роден во сиромашката вечер, пак се обогати.